ВМРО-ДПМН и коалицијските партнери вечерва во Скопје прославуваат двојна победа на македонските парламентарни и председателски избори. Последните проекции од Државната изборна комисија се движат помеѓу 59 и 60 пратеници. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски пред малку во обраќањето кон новинарите рече дека се работи за историска победа на народот кој покажал решителност и мудрост и дека се поразени предавствата и поделбите. Народот ќе одржа важната лекција кон власта и си ја спаси државата. Оваа генерација има неповторливата можност да создаде ново поглавје во кое Македонија ќе биде горда и Македонија ќе биде ваша и ќе има иднина која што ќе се темели на вредности и надеж. Ќе одговара до последниот. Секој кој направил криминал и спровел корупција. Убедлива победа на председателските избори оствари и кандидатката на ВМРО-ДПМН коалицијата Гордана Силјановска-Давкова. Во обраќањето истакна дека ќе биде во периодот кој следи председателка на сите граѓани без оглед на тоа дали и за кого го дале својот глас. Силјановска истакна дека народот со излезноста и со резултатите покажал дека остро се спротивставил на сите притисоци и принуди за бойкот. Јас ќе се однесувам како председателка на сите граѓани. Тоа значи на сите етнички групи, тоа значи на сите членови на партиите, тоа значи на оние кои не се во партиите, бидејќи не може ниту еден председател, особено не члената обединува, да трага по единство ако држи партиски линии. Не се согласувам со тезата дека гласовите сме ги добиле и сум ги добила заради набој со национализам. Това воопшто не е точно. Резултатите се менуваат од минута во минута. Конечните ќе ги соопшти Државната изборна комисија. Она што е известно е дека државата од 1991 година па до денес ја доби првата жена председател. За составување на влада и парламентарно мнозинство е потребна поддршка од најмалку 61 пратеник.